Почитувани мој добар ден. И кој го следеше вчерашното издание на Црвена линија, кој зборувавме за друга тема, секако еден од гледачите кој што се вклучи проговори за започнатата исплата на пензиите. Како и да видевме дека токму денес ќе проговориме за тоа. Па еве всушност во каква дискусија сакаме да ве вклучиме. Почна исплатата на зголемените пензии, но пензионерите излегоа со транспарент. Не сакаме 6%, сакаме 3500 денари за секој пензионер. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска побара формирање на работната група која веќе почна со работа и вети дека за скоро време ќе се реши проблемот. Како ќе се реши проблемот? Тоа е оно што прашуваме. Дали пензионерите бараат преку леп погаче или само молат барем за малку достоинство? Ова се прашањата кои што ќе ги поставиме денес во ова издание на Црвена линија. Секако имаме и прашање кое што ќе го поставиме на Instagram Story. Во превод, значи, драги мои, веднаш доколку не сте го сториле тоа, најнапред заследете не на Instagram и кликнете на Instagram Story. Ке можете наскоро да видите и како изгледа тоа. На Instagram Story ќе ве причака денешното анкетно прашање на Црвена линија. Еве вака изгледаме на Instagram Story. Да повторам, значи прашањето е дали работната група ќе го реши проблемот на пензионерите. Две опции за одговор, едната е да, другата не, зависно од тоа кој е вашиот одговор, кликнете на опцијата и процентуално се разбира ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. Но нема да заборавам да подсетам дека секако задолжително треба да ја продолжите и дискусијата на Facebook и Twitter, каде што можете и да лајкнувате, коментирате, шернувате. Ќе го заследите впрочем и профилот на Телма телевизија, каде што редовно, односно секојдневно, ги објавуваме нашите теми. А за дискусија во Црвена линија, правилото е едноставно, се намалува тонот на телевизорот и се врти бројот 02307-0005. Па за да ја загрееме, се разбира, атмосферата и пред да го вклучиме првиот гледач, да го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска. Линеарно покачување на пензиите нема да има. Министерката за труд и социјална политика вели дека пензионерите имаат право да протестираат, но линеарно покачување нема да добија затоа што со тоа би се нарушила стабилноста на пензискиот фонд. Единствено најави дека ќе се носат нови мерки за пензионерите со најниски пензии. Меѓу тие мерки нема линеарно зголемување, затоа што линеарното зголемување не оди во прилог на пензионерите, на сите пензионери. Мораме како влада и како министерство да водиме сметка и за стабилноста на пензискиот систем. Секое нереално покачување на пензиите и секое нереално трошење на средствата во фондот за пензиско и инвалидско осигурување значи дека ќе ги доведеме во несигурност исплатата на пензиите на сите 336.000 пензионери. Иако беше најавено зголемување на пензиите за 6,8%, пензионерите вчера добија пензии со покачување од 5,3%. Не е задоволна ниту владеачката партија на пензионерите, бараат утврдување на минимална пензија. Секако дека никој пат парите не се доволни. Пензионерите мора да сватат дека треба да делат судбината со останатите граѓани во државата. Меѓутоа, мислам дека минималната пензија е недоволна и токму затоа партијата на пензионери веќе подолго време предлага да се донесе закон за минимална пензија. На последниот протест пензионерите побара поголемо линеарно зголемување на сите пензии. Наместо 3500 денари сега бараат 6000 денари, како и минимална пензија од 20.000 денари. Работната група која треба да најде решение за пензионерите со најниски примања најавува извештај до крајот на неделава. Ете, тоа што се најавува дека нели резултати ќе има до крајот на неделата, а ние ве прашуваме, ќе потсетам уште еднаш, не само на Instagram Story, тука и во Црвена линија, дали работната група ќе го реши проблемот на пензионерите? И дали според вас пензионерите всушност бараат леп преку погаче или само молат за барем малку достоинство?
Како ќе се реши проблемот со пензионерите според вас? И секако на самиот почеток ќе ви покажам и нешто кое што е актуелно на Facebook, поточно на страната Вицови за душа, соодствено на случувањата околу покачувањето на пензиите. Напишано е следното, ако може да покажеме, значи вак, веќе не се живе од пензијата на дедо, ќе мора да го вработиме. Дали тоа значи дека пензионерите ќе морат на некој начин за да го истуркаат месецот, па и достоинствено своите пензионерски денови да почнат да бараат работа, со оглед на ниските пензии? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, одлично, повелете. Да, вака, јас на поставено прашање мислам дека работната група нема да реши ништо во врска со пензионериве, но има многу подобро решение за целата оваа работа. Пензионерите да не бараат никакво покачување, да не молат никого по министерство и нигде, него пензионерите да си формираат една партија на пензионерите, во која ќе влезат сите пензионери и од СДСМ, и од ВМРО, и од ДУИ, и од сите партии, и ќе добијат 30 пратенички, ќе добијат пратеници, и тие пратеници ќе се изборат за се ова што сега го бараат пензионерите. Интересен предлог. Нема да бараат ни министер, нема да бараат ни премиер, ништо. Ќе си ги гледаат интересите на пензионерите. И крај. Со тоа ќе се решат сите проблеми. Македонија има околу 330.000 пензионери. Дали ќе гласате за нивната партија? Дали го имаме гледачот? Најверојатно се исклучи. Како да, еве стартувавме со можна интересен предлог од првиот гледач, па продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Слушнавте еве што предложи претходниот гледач. Како гледате на цела оваа ситуација? Мислам дека претходниот гледач даде доста убав предлог, али и да избериме ние пензионери да влезат во парламентот, мислам дека и тие пензионери ќе го сторат истото што го прават и сегашните пратеници. Зашто никој, кога ќе појде во парламентот, не помислува за друг. Си гледа лично само за својот джеп. Било ВМРО, СДС, кажуваат дека ова сега е политички, мислам, митинзите ги правиме политички. Не. Овие митинзи ги правиме ние затоа што не можеме да сврзиме крај со крај. Не може пензионер со 15.000 сам, еден пензионер, да живее, ако плаќа 6 до 7.000 сметки, а 4 до 5.000 зема лекарства, останува 2 до 3.000 за да преживее месецот. Па да ги прашам јас, тие министри, да ги прашам тие пратеници, дали би можеле месецот да го поминат со 2003, па тогаш и ние пензионерите ќе преживееме. Ако тие можат. Ама тие преку ноќ си донесоја покачување 78%. А за пензионерите 5,3. Што е то 5,3? Дали не е срамота само да го кажат 5,3, треба да се застрани. Благодарам бескрено и за вашето вклучување во црвена линија. Веќе ги слушнавме гледачите кои што го стартува ова издание. Продолжете, можете да се надоврзете, еве интересни предлози и секако ставови. Одиме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Нема да ги усогласа ставовите, ова работната група. Меѓутоа се поставува едно прашање зашто пензионерите дозволуваат да бидат манипулирани, сакам да прашам. А со кај ја гледам манипулацијата? Јас синека на друга телевизија гледав дебатна емисија каде што нивниот представник дојде бос. Да ви кажам право, под бос подразбирам не е припремен за дискусија со аргументи и контрааргументи.
и дозволија министерката да ги матира. А тоа е приказката е следна. Во 2014 година законот за усогласување на пензиите некој го замрзна. И дозволија да живеат од милост на 2 пати по 600 денари некој да им дава и да се направи дупка во пензијскиот фонд од 19 милиони денари. Каде беа тогаш пензионерите, сакам да прашам, пошто ја тогаш не бев пензионер, бев усвари тазе 2015 отидов во пензија, каде беа пензионерите тогаш да се бунтуваат, ме интересира. Еве да ми одговорат и тој што беше представник на пензионерите и од Сојузот на пензионери, зашто молчеа кога законот беше блокиран за 2 пати годишно да се врши уравноловка на пензиите. И со тоа да кажеме како министерката има право. Ако се тие 3-4 години се вршело уравнолување на пензиите според законот како што бил изгласен, немало да дојдеме во оваа ситуација сега да има 13.000 минимална пензија, туку. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот и вез оние кои што можеби прв пат ќе се вклучат во црвена линија. 90 секунди е време траењето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Сакам едно прашање да поставам. Добар ден. Ве слушаме, да, добар ден, повелете. Сакам да ја прашам министерката синојка што разговараше на телевизија. Дали може да обстане со 11.300? Еве јас лично имам толкова пензија, а никош не е спомната. Сите викате тамо 12-13.000. Каква е таа пензија од 11.300 и покачување од 5,3% за 600 денари во месецот? Јас му поклонувам мојата пензија, а она нека ми ја дај незината пензија. Незината плата да видиме, да ги смениме. И сите пензионери на улица треба да излезат и све да блокираат. Затоа што вакво понижување само во Македонија може да имаме, никаде на друго место. Значи, пензионерите не ги сваќате за народ. Како тоа? Работеле по 40 години, земале стаж, се труделе, правеле. Зашто? За вакво понижување. И таа уште да се смее тамо на телевизија. Па како не му е срам, бе. А ја да сум како неа не би излегла ни на дебата, ни нигде. Оставка би си дала и би чутела дома. Зашто кога му поставија прашање колку има пензија не одговори? Затоа што земат од сите страни. Нема смисла ова да го правите. Дали можете вие уште еднаш да ни откриете колкава е вашата пензија? Се извинувам, да ни откриете доколку сте пензионер, колкава е вашата пензија? Мојата пензија е 11.300 без покачување сега со 600 денари. Така, тоа е реалноста и со оглед на тоа што и тоа очекуваме во црвена линија, сите вие секако реалната слика да ја истакнете на јавноста, односно какви примања како пензионери имате и всушност дали гледате воопшто решение на овој проблем. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Значи, сакам да ти кажам, гледачот што се јави пред малку, не мора да се јавува, значи тие што имаат големи пензии не мора да контрираат, значи нека не остават нас што имаме мали пензии, значи зошто луѓето Тина немаат воопшто емпатија. Ти имаш голема пензија и чути сега, не ако ќе работава, значи остави на нас леп да јадеме, ти јадеш и погача и се си јадеш, значи толку сум иритирана, викам, пак прочитав овој Зоран Крстевски кажуваше астрологот, има луѓе што воопшто немаат емпатија. Ете тука наоѓаме некои гледачи тука што се јавуваат. Абе покажи малку сочувство со тој што нема леп да јаде, со тој што зема 13.000. Кај бевте пред кај бевте пред 7 години? Тука бевме. Ама никогаш не беше, јас тогаш да не сум била пензионерка, не се сеќам кое време го кажува тој, ама бевме тука, да, сите беа тука. Никогаш вака Тина не било. Волку страшно не било, значи ја памтам татко ми, мајка ми со 14.000, мајка ми не работела, живеа нормално. Ние сега не живееме нормално. Ова е страшно нешто. Јас кога бевме на протест, Тина, јас плачев тамо кога ги видов полегнати, поседнати тамо душички, дошле гладни за леб молат, гладни, извршители им дошла. Зошто јас имам да јадам, ама некој нема да јаде? Зошто луѓе толку сме лоши? Меѓу себе ќе се изведеме. Што ќе изгубиш ти ако на тој што зема 13.000 му дадат 3.000? Ти што ќе изгубиш со 40.000 пензија? Ништо не.
Благодарам многу и вам за јавувањето. Уште еднаш само ќе потсетам, мерете го времето, 90 секунди, тајмерот можете да го видите на екранот. Секако ако сакате да се доискажете, нашите линии се отворени. Ќе потсетам 023070005 и дополнителни 90 секунди секако можете да добиете. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Сметам дека никој не вара леп преку погача или погача преку леп, но сепак да кажеме дека пензиите се мари. Имено, мој мислење е дека најмала пензија, за да може еден човек да преживее пензионер, барем 18.000 денари да биде, а најголемите пензии да биде измеѓу 40 и 50.000. Јас сметам дека тука може да се бара излез во намалување на највисоките пензии. Сметам дека луѓе сме, пензионери, сите треба да живеат, затоа разумно е да нема испод 18.000 и повисоко од 50.000. Може и подолу. А ода што го бараат по некои за линеарни, не е изгодно. Тоа веќе ќе го оптерети пензискиот фонд и понатака идните генерации пензионери веројатно ќе нема да зема ништо. Затоа да завршам со тоа дека да се оди на тоа минимална да биде 18.000, евентуално 20, но ако не може 18, да нема испод 18, но да се скрата највисоките пензии за да се возможи во фондо средства за овие кои преживуваат од 13.000 пензија. Благодарам многу. Ете, досега имавте можност останатите кои што ќе се вклучите во црвена линија да слушнете и предлози и решенија и размислувања. Па да видиме во која насока ќе продолжи ова издание на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав до Кавадарчани, секако од нашата редакција на црвена линија. Како ви се чини, дали работната група ќе го реши проблемот со пензиите? Абе, како работна група, бе? Убаво кажа тие првиот гледач. И сите што гласат и за ВМРО, никој да не гласа за вие двете партии. Не ли стран, бе? 80% си нека чие платите, нигде ги нема, бе. Не се живее со 13.000, бе. Срамота е воа, бе. Јас препорачувам па собир да има и патистите сите да се блокират. Како на друго место, така у Грција, ни не излеаме, срамота е Божа града, 5 души од Скопје немаше и од други се места. Срамота е воа, секој сака на готово да му сврши работава. За овие две партии никако гласање. Никако гласање за нив. Па да видиме до кај ќе дојва. Дали ви се допадна идејата на првиот гледач пензионерите да формираат собствена партија со оглед на тоа што се преку 300.000? Може и тоа партија, ама најубаво е да не гласат за овие две партии, 3. Никако, ни за ВМРО, ни за СДС, никако. Видите вие 30 години криминал невиден, 5,3 ни покачи пензии. Срамота е, бе, вове. Уште еднаш голем поздрав пред се до Кавадарчани кои што не следат во моментот. Големо благодарам и за гледачот кој што се вклучи. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ми се треба од Богоме од подножјето на Капиново. Поздрав. Што се несуе до темава, значи толку е, значи проблемот е многу лесно решив. Што се несу до пензионерите. Треба пензионери да добијат покачување, да кажеме, до 25.000. А зашто да имат покачување од 50.000? Значи, тука нема логика. Са бил директор. А на кого ќе бил директор ако немало работници? Да кажем, бил полицај. И што ти јас знам таму, војно лице. А на кого ќе бил командир ако немало војска? Значи, ние треба да бидеме сите равноправни. И треба линеарна пензија да биде. Бенефициран стаж. По чему сега?
полицај, да кажем, бенефициран стаж, на 55 години моје годиште, отишол во пензија, ја уште идам да работам. У смени, у железар. Значи, многу едноставно прашањето. Многу едноставно проблемот е решлив. Значи, треба да има покачување на пензиите до 25.000, да кажем, 5%, па уште еднаш 5%. Еве, кај мене на работа, само пример, да не изгубам од времето, нас по старите работници ни качија по 4.000, а на помладите работници им дадо 6.000. Значи, да не сустигнат некако. И така и треба и пензиите. Јас толку имам да кажам, све најубаво. Се најубаво. Благодарам и за тоа што го кажавте. Сега кој слушнавме уште еден предлог. Слободно ќе кажам, поприлично ни е драго што ви има во огромен број. Слушаме еве и од вас конкретни решенија како можеби најдобро може да се реши проблемот со пензиите на пензионерите. Одиме понатаму, но еве да видиме што ќе каже следниот гледач, дали ви се чини дека работната група всушност ќе го реши проблемот на пензионерите. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Па ви се чини ли дека работната група ќе го реши проблемот со пензионерите? Први да ве поздравам вас и телевизијата. Голем поздрав секако и до вас. Па, мислам, пратам редовно вашата телевизија, дека нема никакви шанси да го средува со пензионерите. Мислам дека тие што земат големи пензии, си земат, никој не се буни како сега пред 3-4 што се јави господина што кажува некои приказни без веза. Пензиите треба да се зголемат барем до 25.000-30.000 минимум. Сега, кој зема голема пензија не се буни, кој зема мала пензија се буни, али најреално е како што можат да речеме пратениците, службениците во парламентот да му се покачи пензија 78% на пензиерите, како може да живее пензиер со 11.000, нека ми кажи, тој господин претходно што се јави пред неколку, мислам, господи и така натаму. И затоа мислам дека пред ова што кажа господин дека дали да се формира навистина една пратеничка група во парламентот, тоа го поддржувам потпуно, или ниеден од пензионерите да не излези апсолутно на гласање. Ево, со чело на мене. Јас сум гледач од Битола, долгогодишен спортиста, и така натаму да објаснувам кој сум, јавноста не знае, сигурно, али нема што да се кажа, тоа е навистина катастрофа, не може никој крај со крај да обстани со ова. Пред се голем поздрав и до Битолчани и огромно благодарам еве што го споделивте и вашиот став и секако низ вашата призма како стојат работите кога станува збор за финансиската состојба на пензионерите. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Фала. Повелете. Сакам да кажам за министерката. Ве слушаме. Таа премногу лажи. За сите сношти ја слушавме на канал 24, таа премногу лажи. Прво нема 13.200 како што вели пензија. Јас земам 12.800. Вчера ми дадоа пензија, вчера. И јас сум од Битола како претходниот. 12.800 ми дадоа пензија. Како може 13.200 да биде најмалата, мојата 12.800? Имавме и гледачка пред вас, која што пред неколку гледачи кој што рече дека зима 11.500 чинам. Така, значи сите не лажи во очи. Ни зборува, а не лажи сите. Како може да има за неја покачување, не знам, 2-3.000 евра колку зема сега плата, за нас 5,3%, колку е таму. За мене, колку би дошло на 12.600 денари. А на 50.000 колку би дошло. И не можело линеарно денес изјавува, па тоа е срамота и греота да се лажат овие луѓе. То не постои во никој свет. Убаво му рече човекот, зошто не го применат грчкиот модел? 30% за најмалите, 20% за средните и 5% за најголемите. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еднаш ќе потсетиме. Поздрав и до Битолчани преку гледачите кои што еве јавуваат од каде
всушност се јавуваат и еве можете досега да слушнете какви решенија и предлози и се разбира идеи даваат гледачите кои што пред се директно засегнати со проблематиката за која што зборуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, јас уште еднаш ќе подсетам, значи при вклучувањето на 307-0005 секако 02 повикувачки број, задолжително и намалете го тонот на телевизорот. Да ги вклучиме малку и твитерџи, секако нема да ги заборавиме, со оглед на тоа што и Твитер заедницата имаше коментар во однос на пензиите, па и веќе почнеме со твитот на Маре Ив, која што има напишано: треба веќе отворено да се проговори за оваа дискриминација на нешколуваните луѓе кои работат на и со машини, продавачи, чистачи и така натаму. Ајде додека работат, учените вложиле време и пари за факс, мисли на факултет, за одговорност на работа, иста е кај сите, но зошто земаат различни пензии? За сите една. А дали верувате еве дека работната група ќе го реши проблемот на пензионерите и еве дали вие имате можеби предлог како најлесно може да се реши оваа ситуација со пензиите на пензионерите? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Еве можете да видите и вие кои што подоцна се вклучувате, прашуваме секако дали пензионерите бараат леп преку погача или само молат за барем малку достоинство. Како и да е, еве да не биден или да бидеме во мок, секако можевте да слушнете гледачите на вистина досега кои што се вклучија, укажаа на многу идеи како може всушност да се реши проблемот со пензионерите. Ке одиме понатаму, еве вака Лидија што има напишано на Твитер. Со покачувањето од 5,3% по 3700 плюс за тие со највисоки, а само 700 денари за тие со најниски пензии. Битно функционерите добија 78% покачена плата. Дали тоа значи дека се има, се нема пари за пензионерите и како ви се чини дали всушност закажаната работна група ќе го реши проблемот на пензионерите, да имаат секако достоинствен живот во своите пензиски денови? Одиме понатаму, дали имаме гледач на 02-307-0005. Добро, ќе се пријавите секако сами, очекувам, еве го телефонот звони, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако и тоа сте на црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, ја не би се сложил дека пензионерите бараат преку симите и погача. Пензионерите се една голема група која што е неорганизирана и сами на себе си прават штета. На 330 и кусур илјади да има, значи, представници, пензионери, и да не можат да направат притисок на власта, да може да се добие вистинска реална на цена на покачувањето, односно процент, ја мислам дека е недозволиво, затоа што, значи, со пензионерите се играат сите. Пензионерите не имаат како за подкусурување за да може да се постигнат сите цели на партиите. Прво, партиите треба да се преструктурираат, да направат една изборна единица, да може да ги избереме ние представниците кои ќе не представуваат, значи и отворени листи. А вака како што се оди, никогаш нема да добиеме вистинската вредност на пензиите. Пензиите треба да се качат, да нема помала пензија од 20.000, но не да има и поголема од 60.000. Така да и тогаш ќе дојде до некакво си, да речам, постигнување на целта, а вака како што спе, ја мислам дека никогаш нема да се постигне. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам. Ево уште еден твит пред да вклучиме гледач. Бабаче напишал: сегашните пензиски фондови функционираат на други принципи и да не се мешаат баби и жаби. Овој фонд во заграда Стариот, кој моментално дели пензии,
Неодговорни политичари го рикнале, па затоа државата мора да интервенира кога рамиите не се осудени. Но секако пензионерите се осудени на тоа да некој голем број од нив живеат со исклучително ниски пензии. Па како може според вас да се реши овој проблем и дали сметате дека работната група ќе го реши всушност овој проблем? Добар ден. Добар ден. Повелете. Да се дообјаснам, бидејќи ме прозваа некој господа дека сум себичен. Јас само ги опоменав и им кажав каде лежи проблемот. А проблемот е во тие 6 до 8 зголемувања што биле замрзнати од 2014 до 2016. Значи луѓето треба да ги следат работите, да прочитат и да видат каде лежи проблемот. Тоа е едната работа. Втората работа, Сдруженијата на пензионери треба да бара за луѓето што се стечајни и што биле под фондот на кој просек им се доплати стажот, како ќе им се ревалоризираат коефициентите, а тоа никој не го бара, да ти кажам право. Тоа лежи проблемот. И сега одена сите сакаат преку ноќ да државата да им покачи толку пензии, а го забораваат вториот пензиски столб, каде што 30% од сегашните уплати одат во вториот пензиски фонд. Значи, никоме не се ситам. Меѓутоа ги повикувам да не дозволат да ги манипулираат, некои се разни што сакаат да чарат поени на нивното. Нека го прочитаа закон дека во 2013 во декември месец се донесена одлука за замрзнување на покачувањето на пензиите 2 пати годишно. Нека се едуцираат малце па да видат кај им лежи проблемот. И нека си го бараат чарето да си го решаваат преку здруженија кои нема да ги манипулираат, а не денеска. Ќе видите другата година дали ќе им некој ќе отвори уста за пензиите покачување, како сега. Пак потоа јас затоа кажам дека ова е политичко манипулирање. Другата година пак ќе се молчи како што се молчело до сега. 5 години и никој уста не отворил за пензиите. До сега пензиите беа во ред, оваа година настана проблеми. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите вака, бидејќи луѓе горе-доле изнакажа многу работи. Јас само директно на гостинките, министерката и таа другата госпоѓа, што беше на 24, акцент ќе ставам на една на нејзина констатација дека може да се направат измени, ама треба закон да се носи па доди во процедура, па тоа трае. Па како, нема ли тамо европски знаменца резерва? Нека земате едно европско знаменце, нека не оди у процедура толку многу да трае, ни објаснуваат некакви глупости. Ако можеше амнестија селективна за 8 луѓе да се дадат преку ноќ, ако можеше неуспешен референдум да се прогласи за успешен, ако можеше господино што рече да го прочитаме законот од 2013 што пишувало, ама па и пред 30 години пишуваше ова Република Македонија на македонците па сменија. Па може ти ова преку ноќ со знаменце, без знаменце, како сакат. Значи не се манипулираме ние пензионерите или обичните луѓе, сите работени што сме. Не манипулираат тие што се тамо, кај што се избрани за да ја водат државава. И господјана нека се повлече ако не знае решение. И секој министер кој не знае да реши проблем, дали за книги, да не бројам сега, друга е темата, нека се повлече. Ја ако не знам да месам лев во пекара, ќе ме тргне газдата. Овие министри што стоја тамо? И оваа господја министерка и таа господја да не знае, требало законот во процедура па да се реши, па не одело тоа така лесно. Благодарам многу за јавувањето. Ето слушнате што кажа гледачката, па како ви се чини? Дали може би решението е законите експресно да се донесат, може би со потреба на европско знаменце кога станува збор за пензиите на пензионерите? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Сјавам од Гостивар. Поздрав до Гостиварчани. Хвала многу. Сега да ви кажам, во Австралија, кога ќе иде во пензија, дали е председател на држава, дали е премиер, што било да е, дали бил каза на фабрика земаат 12.000 долари, сите линеарно, без разлика кој што е. Крајна стела да се направи 25.000 пензија за сите пензионери. Овде што имаат големи пензии, што давале поголеми доприноси, тие имале и големи плати и уживале во тие плати 40 години. Можеле да додат подмори, да купуваат коли, да уживаат претаци, а работникот не може толку да се приушти. Затоа мој предлог е 25.000 за сите пензионери. Сите исти воздух дишеме, сите исти потреби имаме. Тие сме пензионери, тие више не работиме. Што чење нив 60.000, тие цел живот земале големи плати. По 1000 евра плати земале, а работникот земал 200-300 евра.
Затоа треба линарно 25.000 за сите до еден. Не 50-60.000, 25.000. Тука е и фондот ќе се разберете. Толку имам, пријатно. А дали работната група ве молам и ве сметате дека ќе го реши проблемот на пензионерите? Се исклучи гледачот. Добро, беше покус од 90 секунди. Секако благодарам за јавувањето. Поздрав до луѓето од Гостивар кои што не гледаат во овој момент во црвена линија, па еве да видиме кој ќе биде одговорот на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав. Голем поздрав и до вас. Па еве за почеток работната група ви се чини ли дека ќе го реши проблемот на пензионерите? Нема да го реши проблемот. Нема то ни смисол нешто да помогне на пензионерите. Верувајте, Тина вака, овој систем на ПИОМ што го работа, стар систем на СФРЈ, на мојата држава СФРЈ сакана, не може да опстане. Не се свестили дека ние во Југославија имаме 7 работници за еден пензионер, а сега има еден со 1,5. 1,5, така. Но еве има интересни решенија во однос на тоа што кажа и претходниот гледач. Првиот гледач рече и пензионерите да направат собствена партија. Не, партија не, може, зашто да не. Меѓутоа, мислам дека искуството им е големо и знаат, кажа, а не сакам да бидам ја пропагатор, дека нека се одберат две злоја, која е најдобра. Значи, кога се две злоја, нема излегување. Кратко и јасно. Меѓутоа, сакам да потенцирам, каде дојде ова преку леп погача барале. Мислам дека е погрешна ова. Тина, се извинувам, прв пат кај вас се обрачам вака, немојте така. Се борат за што може да направи да купи човек со 15.000 денари, не со 12.000. Па тоа е нашата поента, затоа вака и го поставуваме прашањето. Дали според властите пензионерите им се чини дека бараат леп преку погача или само молат за барем достоинствен живот? Молат. Само оставете ми некоја секунда, ќе ве молам. Ќе оставиме, дајте уште 20 секунди, ева, од мене. Вака, Тина, министерката за труд и социјала, верувајте дека нема поим што е ПИОМ. Ако е образована, кој систем сега е? Дали имаме демократија? Свесна е ли дека имаме 330, имаме 1000 пензионери кои... Благодарам многу за јавувањето. Секако еве ќе ве охрабрам како и гледачот пред малку, слободно завртете го повторно телефонскиот број, тоа значи нови 90 секунди. Ево уште еден твит пред да го вклучиме следниот гледач. Ава Кензо напишал: нема што да се чудиш, Аце, ако некој во фондот внесувал цел животен работен стаж по 5.000 денари месечно, друг внесувал 20.000 денари месечно. И токму заради тоа некој ќе земе 700 денари, друг 3.700 денари. Сите во државава само пари бараат, а никој да придонесе. Всушност ова е ретвит на твитот на Александар кој што напишал: утре исплата на пензиите е напишано на 1 октомври со покачувањето од 5,3% по 3.700 плюс за тие со највисоки, а само 700 денари за тие со најниски пензии. Супер е што има било какво покачување, ама ова ич не ми е логично. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ке ве молам, ја ме иритираше што зборат дека требало да се реши нели на усобрание, да се реши за да не качат пензијата, било комплицирано за линеарно. А како решија 78%, тоа со што го решија? Не ми е јасно. За нив може 78, никој не се буни, а за нас пензионерите по 500 денари, 600 долани по 0, нешто ни качува 130 денари, по 100 денари ни качува и собира од 3 години 24%. Ни толку не е. Лажат. Не е убаво да лажат. Не личи. Мислам. На што личи на годините не прават будали, божем не знаеме. Сега прв па што качија тоа 8 и сега многу ни било 6, нешто 5. Не ми е јасно зашто никој, таа министерката не се буни за тие 78. Една од гледачките рече дека може би им даде предлог да донесат експресно закони со европско знаменце. Дали покачувањето беше со европско знаменце од 78%? Да, 78 со европско беше? Не.
Не знам, неправилни работи, ама не знаат, јас сум у години, не е убаво Господ гледа. Не е убаво со нас, не рачунаат и они ќе остарат. Не рачунаат луѓе, кои не треба да живееме. Благодарам многу, но секако треба да се вклучувате во Црвена линија и големо благодарам што го сторивте тоа, бидејќи Црвена линија е целосно намената да се слушне јасно, гласно што сметаат граѓаните кои што всушност и го живеат животот кои што го одредуваат оние кои што ги носат и законите и одлуките. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Ѓорѓе Николов од Кавадарци. Ако сум на линија. На Црвена линија сте, господине Ѓорги, повелете. Само за момент да ве прашам вак. Че ве молам, пошто од прв пат се јавувам во Црвена линија. Да не ми исклучувате, ако може да ми дозволите 3-4 секунди или 5 минути или една, прв пат се јавувам. Ке дозволиме 10 секунди плюс, еве ке излеземе во пресрет. Прве, не се слагам со покачувањето на пензиите. Срамота, дипломиран инженер за дрвна индустрија со новото покачување да зима 12.900 динара. Па како не е срам на таа министерката? Ја да сум слапаница ќе и ударам. Ме слушате? Без зборови за насилство, продолжете. Нема насилство дужо. И уште едно, за момент, најефикасен начин за да се стабилизира ситуацијата е граѓанска непослушност. Ќе тргнем од мене, пошто немам услови да екзистирам, да одводам, ако не ги срам, ќе дојдам од Евена, ќе поканам да ме исклучат струјата, да ме исклучат водата. Да живеам овако првобитната заедница од времето на робовладетелството општество, да не помнам на кој фараон. Дали се слушаме? Да, имате уште секунди, ви додадовме. И према тоа барам дај минимална пензија. Ако сум со високо образование, испод 18.000 да нема минимална пензија. Мене не ми значи ништо душо просечната плата. Ја ќе дојдам у Скопје и ќе ги поведам од Кратово ние со секирите, со воа, со ноа и први ќе излезе. Ако треба жртва ќе падна за Македонија. Благодарам за јавувањето. Еве интересно лично искуство. Значи, колку што разбравме, гледачот е со високо образование, инженер кој што еве има многу пониска пензија од она што се нарекува ниска пензија во земјата официјално. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Благодарам. Високо образование, ниска свест, повикува со секири на тепање. Срамота. Такви луѓе не треба да се јавуваат на телевизија. И министерката како поединец не донесува закони. Не ни треба нас европско знаменце, нас ни требат европски пари. Нека кажат од каде ќе дадат пари за пензија и за плата. Убаво кажа, во Југославија 7 души работеле за една пензија, а сега 1,5 човек работи за една пензија. Па тој сите пари, тој не треба да зима плата, треба да работи само за пензионери. Дали луѓето се свесни што зборуваат? Вака не може. Државата е потоната во дно, нема пари, никој не работи. А како го објаснувате покачувањето од 78% на платите на функционери? И тоа не е линеарно? Не може линеарно. Само поединци покачи 78%. Зошто на сите не ни покачија? И вас и мене, на сите 78%. Значи, не може така, како ние што сакаме. Си има закон за покачување на плати, си има закон на покачување на пензии, си има закон за вработување. Ама кај нас не функционира. Народот, граѓаните се криви во институциите што работат. Не почитуваат закони, не соработуваат. Едноставно не работат. Све оди со задоцнување. Нели Европа ни кажува сами решете ги проблемите. Не знаменце, знаме нека донесат колку цела Европа, нас не ни доаѓа памет. Благодарам многу за јавувањето. Секако дојде и времето за реклами.
А сега е време да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram стори анкета, но тука секако уште еднаш ќе подсетам и ќе ве охрабрам, да, ве сакаме да ве имаме што е можно во поголем број и на Facebook Црвена линија профилот, каде што преку коментари, шернување и лајкнување можете да продолжите дискусијата за секоја тема за која што дискутираме во живо, потоа секако на Твитер и да не заборавам Инстаграм уште еднаш. Веќе утре ќе можете да бидете дел од оние инстаграмџи кои што даваат одговори на нашите анкетни прашања. На прашањето денес дали работната група ќе го реши проблемот на пензионерите, со да одговорија 21%, а со не одговорија 79%. Тука, драги мои, прво ќе ви се заблагодарам за активното учество и во ова денешно издание на Црвена линија, но тоа не значи да го менувате каналот, туку можете едноставно да го смените расположението. Она за што ќе зборуваме е секако за добивки и тоа врзани за многу вредни награди во она што следува по Црвена линија, тоа е Заврти на Телма. Во Заврти на Телма линеарно се зголемуваат од ден во ден на нашите вредни награди. Денес во вторник, како вчера беше микропечка, наградата се претвара во велосипед. А за да ја освоите што полесно, јас останувам да бидам подкажувачка, па така добро запомнете ги следниве прашања. Ке ви се случат во Заврти на Телма? Например, на кој датум е извршен атентатот врз председателот Киро Глигоров? Како нагалено го викале Јосип Брос кога бил дете? Еве и уште едно прашање, која година за прв пат е доделен филмскиот Оскар? Кој доктор му е помошник на Шерлок Холмс? И еве плюс последно прашање за подкажување, како се вика главната хероина во серијата Сексот и градот? Оваа хероина се вика Тина и ќе го завртиме тркалото само за вас. Вие од Црвена линија сакам да ве слушнам во Заврти на Телма и секако да се радувате за многу награди кои што можете да ги освоите денес. Се гледаме.